Оно што посебно сакам да го истакнам, значи сега иде крај на школска година, упис на нова година за студенти. Во овој момент би сакал сите да слушнат дека суфицит на кадри, значи со лица завршени со факултети, имаме со економски, земјоделски и правен факултет. Додека дефицитарни лица кои што ги нема или многу мал број ги има или наоѓаат вработување одма, така кажано понашки, значи професор по физика ќе ви кажам дека веќе 3 години нема. Професор по физика, градежни инженери, инженери по архитектура, машински инженери, електроинженери, технолози и нормално лекари. Активни обратили се 2216 лица. Центар за вработување Кавадарци, односно град Кавадарци е моментално или прв или втор во однос на невработеност. Значи, континуирано последните 16 години опаѓа невработеноста, ако пред 16 години биле 8000, моментално се 2000 невработени лица. Значи, се знае, за одговорот вработувањето е во Дрексермаер, кој моментално има негде вработени околу 6600, по наша проценка околу 3500-4000 се кавдарчани, останатите вработени се од соседните општини, значи Прилеп, Велес, Неготино, па и селата околински. Активните мерки, значи според оперативниот план на владата на Република Македонија се 27, од кои моментално се активни, овој момент 13. Јас денес ви спомнам само неколку, што сметам дека ќе ги интересира оние што се заинтересирани околу овие мерки. Тоа е само вработување со кредитирање, само вработување со кредитирање на млади лица до 29 години, кредитирање на правни субјекти, кредитирање на правни субјекти со млади лица до 29 години, практиканство, обука на познат работодавец, обука на работно место, субвенционирано вработување, обука на IT вештини, обука за странски јазици. Како што реков, овдека приоритет дам на првото, мислам, денеска, како само вработување со кредитирање, да дадам едно објаснување што значи тоа. Значи имаме две категории, поделени се лицата према возраста, што значи лица останати и лица до 29 години. Што значи тоа? Лицата до 29 години имаат приоритет. Што значи тој приоритет? Значи имаат поголема ставка на пари, односно кредитот кој што може да го земате 7000, додека за останатите лица со поголема возраст се работи за 5000. Овде што посебно може исто да истакнеме тоа што во ова само вработување со кредитирање може да има групирање, значи да се соберат неколку невработени лица со идејно решение од 1 до 5 лица, значи може би да 1, 2, се до 5. Ако одиме категорично, значи само вработување со кредитирање на млади лица до 29 години и останатите да се 29 години, тоа излева негде на околу 21.000 евра пари, они може да подигнат со години и пол грејс период, али се вкупно враќање 7 години, мислам да се враќа кредитот. Каматната стапка 1%. Ова мерка оде негде веќе 10 години. Ние како центар и општо агенција за вработување има добар интерес. Значи, скоро секој што бил заинтересиран си понудил кај нас пријава, се добива. Нема некои си посебни мерки, критериуми да е така лошо. Сакам да ги охрабрам сите кои слушаат, да знаат дека лесно се доаѓа до овој кредит, што значи само се пријавува. Ние со наша помош му правиме мини бизнис план, према тоа која му е идејата и почнува да функционира. Сето тоа негде трае негде временски период од 2 месеци. Тоа што посебно сакам да го истакнам, значи секој пат во сите овие активни мерки сакам да ги кажам, да ги охрабриме младите, затоа што се посебен приоритет. Сегден како проблем во секоја држава и во нашата држава е вработувањето на младите, затоа они имаат посебен приоритет. Значи секој пат се со подобри услови. Тука не се заборавени исто инвалидите. Значи сите активни мерки се вклучени инвалидите, да не ги редиме како што реков 27, кои се заинтересирани слободно нека дадат секој работен ден во центар за вработување, ќе добијат подетални информации затоа што се тоа што ние го работиме не можеме да го кажеме со еден збор. Посебно за IT вештини досега е слаб интересот. Тоа и ние се прашуваме од центарот тука зошто е така, али само да ви кажам дека ова е една голема инвестиција. Што значи тоа? Значи зависи која програма ќе земе. Тоа се од 1500 до 2500 евра по лице. Друго што сакам да истакнам е тоа дека секој што ги завршил овие курсови, значи тоа ако има поголем број 10 лица ќе биде обуката во Кавадарци, али за среќа таква несреќа, али среќа да кажеме, немаме таква бројка, па лицата се за таа обука мора да одат во Скопје. А она што е пофално, ни еден од после тоа не останал без работа, да не кажам сега во вакви, значи се работи заплати од
1000 евра понатаму, значи платите што се вработени. Сите се тие вработени. Затоа сакам да му кажам на сите кои се заинтересирани и кои му лежи таа вештина, значи имат можности да се дообучат, да се обучат и да станат практични на пазарот, односно да се го верификуваат своето знање со добри финансиски средства. Секој ден или секој месец сме во пат на невработеноста и како што кажав и на почетокот, мислиме дека така ќе продолжиме со однос на тоа какво што е пазарот, значи побарувањето. Не знам да спомнам за Дрекслер Мајер, нешто е посебно сакам денеска да го истакнам, дека потреба за работници во Дрекслер Мајер има неограничено, имаме секој четврток од 9 сат интервјуа, така да секој заинтересиран кој сака да работи во Дрекслер Мајер, значи секој четврток, пак повторам, во 9 часот може да дојде во центарот и да се најде вработување.